Дали Македонија повторно ќе ја плати цената на политичката трговија меѓу соседните земји? Србија, односно председателот Вучич, не крие дека сака разграничување со Косово, додека од Албанија се погласно пристигнуваат најави за обединување со истото тоа Косово, доколку Тирана не добие датум за преговори и јасна европска перспектива. Во исто време и покрај веќе отвореното негодување на владата, Европската унија упорно истрајува на идејата за доделување на датум во пакет со Албанија, која пак објективно заостанува во реформите, а една од најголемите противнички на проширувањето на ЕУ, Холандија, и официјално побара враќање на визите за албанските граѓани, што е јасен сигнал за незадоволството од политиките на македонскиот западен сосед. Сепак, предупредуваат аналитичарите, Албанија има многу моќен сојузник на своја страна. Македонија на некој начин е уценета со ставањето во ист пакет со Албанија за добивање на датум за преговори. Тоа не беше пракса на Унијата и треба да направиме се да се гледаат спомнатите услови на секоја страна посебно, што значи дека Македонија би требало да напредува, меѓутоа да не забораваме дека зад албанските интереси стојат САД и тие сигурно настојуваат со сите сили да Албанија не заостане зад нас. Српско-албанскиот спор е последното големо прашање на Балканот кое мора да биде решено по македонско-грчкиот договор. Меѓународната заедница веќе го нуди и како модел кој треба да го следат Белград и Приштина. Иако овој проблем крие бројни ризици за регионалната стабилност, аналитичарите со став дека и србите и албанците користат главно димни бомби, а вистинското оружје е во други раце. Заканите кои доаѓаат и од Приштина и од Тирана се апсолутно еден обичен блеф, бидејќи тие нема да направат ништо што нема да биде во договор со Вашингтон, а Вашингтон е тој што го моделира и што го го контролира тој развој на настаните, така да ова е сепак испитување на нервите на двете страни и никакви радикални чекори нема да се превземат во смисла на обединување. Без оглед на тоа, експертската јавност е на став дека дури и да добиеме датум самостојно Албанија да извиси, не чека долг и мачен процес на преговори кој ќе трае можеби и 15 години, период во кој ништо нема да биде променето на подобро за граѓаните на македонската држава.